А вие сте наши, чичо! Од овде се селиме во домот на Cute Pandas, или преведено на македонски Сладките панди, кои што се многу познати јутјубери, еднаш ни гостуваа овде во емисијата и верували ли не, после емисијата надвор чека така помлади, не деца, ама помлади тинеџери, да се запознаат со Cute Pandas, односно со Дарко и со Мартин. Еве ги сега ќе ги видите во нивниот дом, гледам дека се во некој летниковец, што значи не им е лошо, си имаат дворче. Најпознати се Дарко и Мартин по тоа што стално прават хаос дома, на среќа на нивните обожаватели, не на среќа на нивните родители. Не би сакала да сум во нивната кожа, ама затоа ја забавуваат публиката. Здраво, дечки! Здраво, здраво! Генг! Да, го заборавив тоа. Чекај, овој прст требаше вака, така? Чичо, чекај, Чичо. Да. Ке се научиш, Ке се, епа, види, треба пракса за тоа. Сега ова со карантинов не можевте да ми гостувате за да вежбаме почесто и затоа еве јас се зажелив да ве видам. А бе, Да. ти раз ми пареш од последниот пат, да? Сериозно се зажелив, не, зошто не ги разбирам добро што зборуваат? Слушате? Така, од време не, ќе си нешто, ќе си слушам што ми одговара. Баба ми така правеше, со апаратчето си го исклучуваше кога сакаше, па го вклучуваше кога сакаше. Да. Зошто, Мартин, зошто по телефон ми рече да не те прашувам глупости? Кога јас сум прашала глупост во мојот живот? Па не знам, не ме прашале глупости до сега. Глупости се за мене нешто го ме прашате во врска за школа, нешто историја, географија. Сериозно? Не се замараме. Школа имам ја и за... Не. Ние, види сега, топло е времето, зошто да се замараме со сериозни работи, така? Да. Види сега, обично луѓето во нивниот дом, некои што можат, имаат базен. Кажете ми, зошто вие имате леген кај вас? Зашто имаме леген? Да, логично Да се прашање. разладиме. Да се разладите? Се ладиме со легенот, вода имаме. И двајцата ве собира во тој леген? Како? Дали двајцата ве собира во легенот? Или еден по еден? Само прстите. Двете раце ги собира. Сите прсти? Па да, сите. Сите. Но не, којам да сите прсти. Да ве прашам, последен пат кога бевте овде во студио, рековте дека сте во потрага по спонзори. Докаде сме со таа работа? Ги земавме, сега ни се кам маркет. Ги земавте? Добро, мило ми е. Да ви се множат. Да. И последен пат кога бевте овде, Мартин, мислам дека ти постеше, така што се си префрли на брат ти. Сите игри тој мораш да ги прави утриот. Да. Амердо беше сета на бран. Јас имам тука на список што се правевме. Со шлакчето го правевме она, како му доаѓа, така? Да. Со пуканки се фрлавме во уста. Имавме пуканки или бомбончиња место пуканки? Дали најдовме? Не, со тие фигириките, жут. Така, со тие. Ова ми е списокот пред емисијата што требаше да набавиме. После колачиња ви дадовме, така, кои попрв ќе ги изеде. А сега ти ми дадеш пак колачиња? Чекај сега ќе тика и со јајцата руски рулет игравме. И со тепалката за мува, да, со тепалката, да. Кого од вас двајца удрив по глава со тепалката? Не. Извини многу. Не е проблем, нема потребно да се извинуваш. Ќе вратиш. Кажете ми, од тогаш до сега, што све клипчиња имате снимено по дома? И што предизвика најголем интерес? Најголем интерес? Пред една недела ставиме видео како го направиме најголемиот чизбургер во Македонија.
Колку? 3 кила месо, тоа. 3 кила месо, компи, кашкавалчија, чизбурје. Лиги ми тешат и сега тоа скоро. Да не правя моле, ми се пија роба. Да те прашам, колку време го правевте? Колку време го правевме? Да. Саат, типо. А за колку време го изедовте? За 10 минути. Значи, многу сте искрени. Вие лажете некогаш во животот или не? Како? Многу сте искрени, велам. Дали некогаш лажете во животов? Никогаш. Нема потреба, така? Дали има Не некој... е лаж. Дали има некое од клипчињата што ги имате направено, што можеме сега во живот да ми ги изведете? Не сега 3 кила месо. Кој ќе бара месо на топлово? Ако нема, не е. Има многу видеа што многу се спремаме ние за тие видеа што сме ги правиме. Така да, еве тоа видео што го имаме правено, кај што се давиме во Леѓан, ќе го направиме сега. Ќе го направиме. Вака ќе го направиме. Значи, ние имаме овде 2 квизчиња за вас. И работата е кој прв ќе одговори, тој си окей победник на тој круг, така? И јас се... Да. И треба да му каже на другиот што да направи. Ќе се дај во Леѓан? Ќе се дај во Леѓан? Вие си предложивте да се содавите во Леѓенот. Добро. Што значи во ваш интерес е побрзо да одговорите, така? Да. Сега, имаме 2 квизчиња. Вие бирајте тема. Едното, не знам зошто, е на тема храна. И ја не знам зашто. Не знам. Да. А другото е на тема панди. Добро. Што сакате со кој да започнеме? Храна, кој ќе ме влече? Храна? Окренеме една тема за тоа. Бирајте тема. Храна. Кој ќе се разбираме? Квизот за тема храна е направен со точно неточно. Кој прв ќе каже точно или неточно и да го погоди? Ајде. Слушајте внимателно. Чоколадото некогаш се употребувало како платежно средство. Како што? Платежно средство, како пари. Точно или неточно? Точно. Точно! Што значи? Дојде. Ема причини. Да ве прашам, дали е чиста водата? Не. Браво, видиш. Рековме дека никогаш не лажеме. Да. Дали планирате да биде чиста? Не. Добро. Одиме со второто прашање како такво. Ајде. Сите моркови се портокалови? Да, точно, ајде. Не. Не точно. Не е точно. Не се сите портокалови. Не. А не? Па ти да не знаеш. Не сте помна ти избрза, ајде. Па чекај, особено ако се млади се... Леле. Слушај, ама немој повеќе од 20 секунди да го држиш. Правда будам. Не во емисија, после. Повеќе од 20 секунди не го држи, така? Но? Немој повеќе од 20 секунди. Не. За на крај, ќе го оставиме 20 и нешто. Мартин, па погоди ти некој сега за да му вратиш. За инает. Ајде. Ротквиците. Ротквици. Што? Ротквици. Добро, да. Содржат повеќе вода од лубеница, да или не? Не. Да. Ти кажа прв не. Како не може да топчицкове? Да, не поиш. Ама ништо, само шишката му влезе внатре. Леда му убава фризура ти направи. Тоа не е можно, бе, све е лаги и превари, бе. Све е лаги. Уста лаж.
Добро, следно. Јаболката плутаат на вода. Како? Да. Точно? Ај, дали е звуката? Ај, јас сум видела во Охридско езеро како пливаат по вода. А стварно како плутаат кога се тешки, како такви? Да ви кажам, па не ви е толку лошо. Доста! Вади го! Леле. Ама не, устата му е надвор. Не, Вади добро. го! Добро. Немојте тука нешто во живо емисија да ми направите. Не. Одиме на тема кетчап. А ова предходно не ти беше тема храна, него ти беше тема овојши, да ми кажа. Ама не, започнавме Ти не мислиме нешто ти не прашуваш за бургер, за пица, сите точни, никој не кажа. Па започнавме со чоколадо. Добро, да. Да. А кетчапот, дали е точно или неточно, се користел како лек во 19-тиот век? Се римува ова. Да, точно. Да, кој кажа прв? Марко. Ајде, влези си. Ај, кажи нешто во вода. Бурни нешто. Требаше и со брашно. Сега после ова требаше во брашно да се стават. Да. Бананите растат на дрво. Точно или неточно? Точно. Како неточно? Кога ги гледаме на палми? Чека, а ти што рече, неточно? Можно. Ја реков неточно. Значи ти рече точно. Он Мартинчо? рече точно, ја реков точно. Влези се. Ја сум на дрво бананите. На грмушки растеле. Ма јас имам видено банани на дрво. Грмушки на шуе. Види дали е жив. Види го пулсот. Пулсот. Жив. Жив е? Колку е жив? Многу е жив? Жив е. Жив е. Добро. Доста. Ќе го удавам, бе. Не. Го удавам. Брат, сега ми го земеш целото наследство? Чекај сега. Колку што памтам. Дарко, и да го удавиш, пак нема се да наследиш, затоа што колку што памтам, имавте уште еден брат, така? Да. Ништо не си направил. Остави го да живее детето. Направи му место да влезе во кадар. Сакаме да се давиме. Ајде уште едно да ви кажам, значи, ако не сакате да се давите, ние имаме тука и други предизвици. Ајде, кажи да не име. Имаме и предизвици за пејачи. Дали сакате случајно за пејачи? Што? Имаме и предизвици за пејачи. Пејач. Ако е добро. Ајде да видиме. Не може да се провери јајцето дали е варено ако не го искршиш. Точно или неточно? Може да се провери. Како што? Дали може јајцето да се провери без да го искршиш дали е варено или не е варено? Може, ама он пред мене кажа. Тој кажа пред тебе, што значи сега следниот предизвик за Дарко е, ајде да видиме. Ви повторувам, ова се предизвици за музичари, а имаме и предизвици за стендап комичари. Бирајте што сакате. Ајде, Гале, јас ќе ти кажам. Да. Ајде за Дарко предизвик. Испеј една детска песна со кореографија. Како писма? Детска. Како Никола, ама со кореографија, како што играат дечињата. Моја кореографија, не знам ја тие работи. Боби, баш ми е гајле, Никола. Ах, тој крокодил, страшен крокодил. Кога заја сонцето небо, што го позлачува, едно
Кажете со љубов светот на бајките паѓа. Децата што не шаат. Одлично и кореографија плюс имаш. Одиме понатаму. Брусници. Вие викате дека брусниците не е за јадење, а? Знаете што се брусници? Имате пробано брусници или тоа не е храна? Што како? Брусници! Слушај, Имаме пробано. а да го ставите, да ме ставите на погласно малку, може некако, за да не викам? Ма ја ти кажам, ништо те не чујам. Ништо, а? А тоа волуменот, господје, волуменот да го зголемите? Ама, до крај не е волуменот е до крај. Ајде, брусниците! Може да скокаат како гумени топчиња. Не, Точно. Sad знаете да се давиме? Сега да, најверојатно и двајцата треба да се удавите. Ајде да видиме дали ќе успеете. Сега што дадаме? И сакате двајцата да се удавите или сакате предизвици? Ја би се давам не. Он не ќе. Ајде тогаш еден предизвик. Кој кажа прв? Ама и двајцата кажавте, да. Странска детска песна, малку потешко. Ајде да видиме за еден од вас или за двајцата. Да испеете еден рефрен со маска на устата. Може и со пешкир. Маска може и со пешкир. Така рече, може и со пешкир. Може, па нели така и препорачуваат од властите, може прекривка на устата. Шамија, Добро. шал. Како преферираш папет? Каков сакате? Да има на алфа, брат. Да видиме што ќе се слушне. Татко ми дојде, малку викаш што е ненормални. Поздравете го татко ви многу. Фала. Како преферираш, која песна? Сакаш нешто народно? Па кога прашуваш? Мене, затоа што ме разболе љубовта, мораме на... Ајде. Моја сустана в темено течето, да рено ми со тебе страда, што ми отстрави љубовта наша, само слика и спомена што ајде. Чеки, оваа песна стварно постои? Како? Оваа песна постои? Постои, да. Успети македонски, слушаш или? Бре, македонски песни не знаете. Па, ова е нешто турбофолк. Нешто вие нас да не учите, ние вас треба да учиме. Да, апсолутно. Ајде сега брат ти е наред. Ја ќе кјуро. Па на него му е жешко, бе, он сака да си се разлади. Добро? Доста беше. Ајде, доста ни беше и на тема храна. Јас сакам вас да ве прашам кого вие, драги дечки, би предизвикале за да гостува во емисија и што да направи? Како? Извини, не те слушам. Кого вие би предизвикале за во емисија овде и што да направи? Може јутубер? Може. Ама некој што ќе слуша и што ќе ме разбира, а не да викам вака. Па ајде да го предизвикаме, например, предизвикуваме Ритко. Ритко мора фако од Битола. А тоа во средина, што значи? Ритко вода фака. Сакаме профилот на YouTube. Добро. Јас ќе кажам Рипко од Битола, може така? Да, може, Ритко од Може. Битола. Вие ќе ми помогнете после да го најдеме, затоа што ние не ги знаеме сите јутјубери и малку сте вие чудни, необични. Да, така. Како така? Одличен си.
Не, супер сте си, ама сте необични, рековме, така? Да. Впрочем, па убаво е да си необичен, досадно е да си обичен. Така е, така е. Така е. Дечки, многу ви Не благодарам. викај, не викај. Како? Да, пардон. Што треба да направи Рипко во емисија? Значи, не само кого Што предизвика... треба да направи? Да. Истиот челендж, да го послувате прашањето на нас, само да си мама јајцо од глава ако ги сгреши. Секој промашување, значи да си удира јајце од глава. Да. Јајцо од глава и брашно. Праска, Јајцо од глава па брашно. Јајцо од глава па брашно. предпоставувам, зборуваме за... брашно. Зборуваме за неварени јајца. Не варени, не варени. Да. варени. Многу болат варените. Но? Болат варените. Тако? Болат! Живи јајца да набират, живи. Живи, се разбравме. Добро е, дечки. Многу ви благодарам. Ве чекам кој ќе заврши кризава повторно овде во студио, ќе ви спремиме пак јадење. Важи, тоа може. А Благодарам тоа ме и на вас. Тоа ме разбравте, а? Дека ќе спремиме јадење, ме разбравте. Што сте вие. Беа, значи, тоа Дарко и Мартин, Cute Pandas или Сладките панди, многу ви благодарам. Ама не им беше лошо, зашто знам дека си се ладеа во базенчето мало импровизирано што е пред нив. Татко ми да го видите. Ајде да го видиме и татко ви. Поздрав од брата. Поздрав, јас на почетокот реков дека не би сакала да сум во ваша кожа, искрено. Дали вие Нели? Дали вие демолираат куќата постојано? Не знам. Значи да. Се одјави татко. Се одјави. Се одјави, добро. Поздравете го тогаш на таткови. Поздрав и до вас, дечки. Јас сега ќе ви исклучам.